Да, се враќаме во студиото со нашите гости. Некако, мислам дека ја завршивме оваа тема посветена на локалните избори. Столковски гледаме дека сега се кршат копијата околу законот за попис. Вашиот председател на ВМРО-ДПМН рече дека вашата партија нема да го признае легитимитетот на пописот, доколку законот остане ваков. Кои се всушност вашите забелешки сега за пописот? Резултатот, да, од пописот. Бидејќи власта, како што гледам во собранието, пратениците на СДСМ, гледав неколку велат дека во претходната расправа вашите забелешки биле прифатени. Сега, каде е тука вистината? Вистината е во информациите, вестите, снимката од комисијата каде што се дебатираше за амандманите по основ на овој закон. Не е прифатен ниту еден од 40 поднесени амандмани на ова законско решение. Па кои се прифатени? Што е прифатено? Па така велат сега, ја не знам што ве прашам. Ја прашувам пошто мене ме збунивте да ги одбиете сите амандмани да речете дека се прифатени, тоа излегува од 4% на 98% реализација на буџет, нели? Прашањето е што всушност сака да се постигне со овој попис? Овој попис е важен попис. Попис е многу важна статистичка операција за развој, ако сакате дури и рамномерен регионален развој на Милевски, за да му успее нему, за да успее регионалниот развој, развојот на Република Македонија, незиното економско, образовно, здравствено, раст, развој, многу важна операција да помине како статистичка операција, а не политичка операција, пописот. Онака како што сега се турка пописот, апсолутно не станува збор за чиста статистичка операција, туку станува збор за политички проект, за една концесија и договор помеѓу партнерите во власта. Со каква цел? Со каква цел? Прашајте ги нив. Зошто? На што се сомневате вие? Што отвара сомнежи? Прво, закон за попис се носи пред секој попис, односно не се носи еден закон кој што важи за сите пописи во една држава, туку пред организирање на секој попис се носи нов закон за попис, технолошки, развојно, било како, се прават измени и се носи заедно со методологијата за вршење на попис. Овој закон е прв закон кој што се носи за попис во Македонија, кој што во себе не ја содржи методологијата. Еве го Милевски како министер можеме да го прашаме одека, јас исто ме интересира, бидејќи никој во јавноста, јас како опозиција, не сум ја видел методологијата, дали вие сте ја виделе методологијата за вршење на попис? Како ќе биде спроведен пописот? Вие сте министер во владата, учествувате на седниците на владата, ја го следувале законот, методологијата не видел, така. Па не е дел од законот, јас тоа ви кажувам. Не е дел од законот. Ние носиме закон без да видиме каква ќе биде методологијата. Добро, вашите забелешки за тоа се... Тоа е првиот. Вториот беше барање да се воведе оној нема како да ви кажам, начинот на кој што ќе се врши попис, морам описно да го кажам ова, до сега секогаш кога доаѓале попишувачи кај мене, барале известен документ со кој што јас потврдувам извод од матично на родини за мене, за моите членови на семејството, за супругата, за децата, нели да се покаже, еве и татко ми кога се попишувало вадел за мене, за да може да се докаже кој како е. Сега што се случува? Сега ќе биде само доаѓам како попишувач, вие мене ми ги диктирате броевите, матичните броеви на членовите на вашето семејство, односно може да ги кажува само оној кој што ги познава, нели, сите матични броеви, ќе дојде и ќе ги нареди сите, овој вели фала, попишувачот, ги запишува броевите што му се издиктирани и заминува, не се бара никаква потврда. Така пишува во законот? Така пишува во законот. Трета работа, не одат во пар, како што се правеше, за да, нели, се избегнат сите, видете, не постои мултиетничка држава во светот, каде што пописот, кој што се базираат определени права за жал во регулира известни права, бројот, процентот на присутност на определен етникум во државата, каде што нема тензичност. Се одеше во парови, нели, попишувач и уште еден попишувач кој што оде од куќа на куќа. Сега се предвидува само еден да оди да прави попис. Значи нема двојна контрола. Трето, не е должен попишувачот да му остави лист, доказ дека бил, нели, кога се попишува, ако ви текнува и на пропаднатиот, една копија од пописната листа ви оставуваше у хард копи, оставаше кај они што ги дава податоците. Има копија.
Сега тоа исто нема хард копи на самиот пописен лист, оној кај што се заведуваат сите податоци. Одиме понатаму. Тоа што го баравме ние не е воопшто ниту скапо, не е ниту вон или непознато, или нема нешто да се применува оваа година во Македонија, а тоа е да се изврши попис на резидентно население, кое што ќе биде вршено преку отисок од прст, односно тоа е скенер за прст што постои во, да речеме, определени банки, нели, современо работење, отисок од прст, тоа е електронски печат, кој што, да го подсетам Милевски, од некаде втори месец 2020 година е влезен во законот за локални избори, дека овие избори што сега ќе се спроведуваат, оваа година, локалните избори, задолжена идентификација, по она оставаш лична карта, нели, се прегледува дали си гласал, оставаш отисок од прст на тоа апаратче, така што воопшто не станува дупли трошок, односно тоа е нешто што ќе ни треба за сите понатамошни избори. Идејата беше за оние што се резиденти што живеат во Република Македонија, бидејќи нас ни треба бројот на оние што живеат во Република Македонија. Не ни треба попис на државјанства, ние попис на државјанства имаме. Нас ни треба попис на резиденти во Македонија, на оние што се тука. Онека како што сега ќе се спроведува пописот, може во најмала рака да излезе дека Македонија има смешни 3 милиони жители. Зошто? Секој ќе ги диктира матичните броеви на членовите на своето семејство, кои што, да речеме, може би 3 години живеат во Германија, во Шведска, во Австралија, било каде. И тие ќе бидат попишани. Уште една фалинка што стои во самиот закон, а тоа е онаа споредба, наводно после ќе се прави, нели, електронска споредба на тие дадените податоци со датабаза од определени институции кои што имаат датабаза на податоци за резиденти во Република Македонија. Тоа се, нели, може да бидат и од здравство, може да бидат и од МВР, може да бидат и од УЈП. Зошто велам можат да бидат? Затоа што не се наведени кои датабази, од кои институции ќе бидат користени датабазите кои што треба да бидат дел за проверка на податоците кои што ќе бидат од пописната операција. Значи, анализата на пописот. Едно е пописот спроведување, после се прави анализа. Крајното што е, во самиот дел во законот мора да стои, а не стои, дека се задолжуваат тие и тие институции да ги предадат на користење датабазите кои што ќе бидат, нели, дел од проверката на пописната операција и при тоа да ги задолжат да ги ажурираат податоците во пописната документација датабаза пред да бидат предадени. Што би се случило? Доаѓа Завод за статистика кој што треба да го врши пописот, јас сега овака раскажувам за да може да свата јавноста, да дојдат со податоците и да речат: здраво МВР, дајте ни ги нас датабазите ваши што ги имате од лични карти од овој. МВР да рече: не ви ги дадам. Не смее да ви ги даде. Врз кој основ, врз кој закон ќе им ги даде? Тие податоци, нели, заштита лични податоци, тие што се податоци, лични податоци дадени не се за Завод за статистика. Има многу дупки во самото законско решение, кое што на крај резултира со што? Со внатрешен член кој што вели врзан подпис помеѓу директорот и заменик директорот на Завод за статистика. Зошто? Зошто е потребен двоен подпис? При тоа не би сакал да нагласам, но е многу важно, дека станува збор едниот од СДСМ, другиот е од ДУИ. Може ли вака Дали може да стане збор? Дали може би станува збор за договорена бројка, проценти или било што измеѓу двата партнери во власта, кои што во случај едниот да измрда, другиот да рече јас не подпишувам. Премногу фалинки има и премногу има индиции дека не станува збор за статистичка операција која што ќе даде релевантни податоци за бројот на резиденти во Македонија, во секој регион, во секое село, во секоја општина, во секоја улица, за да може Милевски утре да одобри проект, кој што проект ќе биде колкава канализација треба, струја, дали треба болница, дали треба училиште, дали треба, не знам, странска инвестиција кој ќе дојде да рече ние тука имаме толкава младо население или немаме младо население. Или ни треба попис кој што ќе биде проформа и на празните улици во некој села низ Македонија што ги има се повеќе и повеќе, да се отиде и да се види дека ние тука имаме
400 млади невработени луѓе, а таму да живеат само тројца старци, Да, што е факт. Пред да одговори министерот Милевски, мислам не да одговори, туку да го праша министерот Јас прашање. затоа прашав, дали вие сте ја виделе методологијата по која што ќе се спроведува? Дали сметате дека како и досега треба да има да биде методологијата дел од овој закон? Дали сметате дека треба да бидат законски да се обврзат институциите чии што дата бази, а не знаеме ни кои институции се, ќе бидат користени во таа кроз табулација на резултатите од пописот. Да се направи тој контролен дел, бидејќи, видите се, светот јури кон дигитален попис, ние правиме сега некој комбиниран, во делот на комбинираниот, ние ги немаме основните базични податоци. Овие делови, меѓу другото, и делот за одлагање на пописот за година дена, како што направија и Велика Британија, направија и Шкотска, и Германија, и Романија, и Бугарија, и Србија, и Хрватска, сите ги одложија заради ковидот по препорака на Обединети нации. Ние тука, што правиме? Се расправаме на сила дали сега ќе биде пописот или нема да биде пописот сега. Добро, ние Као да е живототворно Ние мислам прашање дека во не сме моментот. споредливи тука, бидејќи 20 години не сме имале попис. Само сакав ова да ве прашам, Стулковски, пред да одговори, пред да каже министерот Апсолутно, Милевски, затоа и нема потреба да правиме нешто што јавува сомнеш и нема консензус кај сите општествени фактори. Зборам општествени, не само политички. Да речат, да, дајте да се направи попис, за да може на вистина да биде документ врз кој што ние ќе правиме развој на државата. Дали вие можете само ова да ми го одговорите подиректно и од вака ви го раскажав целиот попис. Дали вие како ВМРО ДПМН се сомневате дека власта со овој попис сака да манипулира или да ја фризира бројката на етничките албанци во Македонија? Туку што го кажав тоа, дека станува збор дали ќе ја фризира или нема да ја фризира, нема дава сомнеш дека нема да ја отсликува реалната состојба на терен и дека станува збор за политички проект, а не статистичка операција. Зошто се турка на сила и се одбиваат сите амандмани? Зошто дополнително се раѓа сомнежот кај опозицијата и кај јавноста да не верува во оваа статистичка операција? Милевски? Јас само да, пошто денес не е вие ќе нема да ги признавате резултатите, извини се вака што прашувам, или ќе го бойкотирате пописот, тоа не сватив. Ние нема да се водиме од резултатите на пописот. Нема да ги оддава вистинските бројки и вредности во Македонија. Значи ќе го повикате членството да се попише. Молам? Членството на ВМРО нема да... Вие ќе го казнувате членството до 400 евра доколку не се попише? А тоа казна има во законот? Граѓаните? Аха, добро, не знаев. Сега да... Постои, да, доколку не знаете, а сте министер и сте гласале за... Ама јас не можам, колку закони... Па ја не знам што можете бе, Милевски, не знаете за Бочварски, не знаете за локален Се ви кажав, Не, добро, еве, не директно, се ви кажав за Бочварски, кој е што еве се гледа... Не сте вие виновен за пописот овака што Зоран Заев вашиот шеф го бутка, меѓутоа еве тоа е тоа. 400 километри патиш дали ова што го направи, сакам вие да ми кажете, дали ова што го кажам раѓа сомнеш дека не станува збор за политичка операција? Ќе ви одговорам, значи вака. Пописот нужно му е неопходен на државата. Ја жалам што кај нас пописот се смета за политичка операција, а не статистичка. Кога изработував МВС, ќе кажам... Видите, во една Белгија така ги гледаат работите. Стратегијата за регионален развој, значи ние ја правиме на податоци стари 20 години. Апсолутно. И сега ние го чекаме пописот, за после пописот да направиме ажурирање на тие податоци за развојната стратегија, затоа што вие се базирате на податоци стари 20 години. Апсолутно. Ние уште една африканска држава сме немале попис. Вие не ме сваќајте погрешно. 10 години на власт, имавте можност да направите попис, го поништивте пописот, повторно заради политички причини, тогаш ние како опозиција се сомневавме во таа операција која што ја спроведував. Ти на крајот сами си ја поништивте. Сега требаше попис да има 2020 година. Ради X причини кои беа... Не, секогаш се прави првата година, значи 21, 31, Не, лани требаше да има попис, пописот се одложи за 21 година. Зашто сите држави во светот ја прават оваа година? Ама немаме, сите држави имат на 10 години, ние 20 години немаме. Ние сакаме во ЕУ да одиме попис, немаме 20 години направено. Се чекајте малце.
И сега 2020 требаше попис Ние да има. попис немаме направено Повторно- реален од 91 година, ако гледате така. Сега и тоа не е... Повторно проблем сега 2020 не се млади што беше, се одложи за 2021. Така. И сега дојде 2021 попис да има април. Сега ова не чини, сега пописот да го одложиме за 2022. Дали вие 2022 како кој ќе член на владата сте ја виделе Ама чекајте сега да методологијата ви кажам. па вие ако вие не сте виделе За методологијата, мене, ние јас не го- сме виделе. Вие верувате на тие податоци? Може имате сега. Па може, јас сега ве Сега прашувам. ве многу- слушав внимателно и јас Апсолутно. сакам да ви ги Вие од фатам мене се тезите. информирате. Сакам Ова да е ви ги фатам комплимент е вашите ова, тези и да. аргументи, но сега, јас сум цел ден на работа до 6 сата. И И сега јас- и јас јас сум не работа можам до да ви следам 11. пресконференциите на ми ви собрани не можам да гледам стварно. И значи ја работам работата за кој што ме плаќаат граѓаните, не сум се што лог. Не можам сега да следам сите ресори, кажа, си го овие следам 4% мојот, порано за да 8 бидам месеци, професионален и да имам успех во мојот ресор, отколку за се да се занимавам. И на крајот ништо. Сега, пописот. Значи, вие рековте сам дека ќе се попишуваат со лична карта, без лична карта, и потоа тие податоци ќе се проверуваат. Јас се согласувам да има казна ако некој даде лажни податоци за бројот на членови во таа фамилија. Сега попишувачот иде еднаш, не го најде некој дома или не знам, не треба да го попиши. Значи да се попишат, меѓутоа да се контролираат како што кажавте со база на податоци од ДУЈП, од здравство, од полиција, од лични карти, од пасоши. Ова што го Видите, збориме не е ние од сега. електронски- Ова беше Сега- барано сега на да ви кажам. Ова беше барано, не ви се Ама спротивставувам. Ова беше барано во амандманите кои што беа одбиени. И јас се согласувам да има консензус за пописот. Меѓутоа ние никако не Апсолутно, можеме да тоа стигнеме бараме. до тој консензус За да и не може знам што сите е да проблемот. кажат, ова е попис и да И не знам што е застанеме за проблемот него. толку да се зна и сега јас го слушав и владиката Петар да се знаеле муслимани христијани. Тоа е добро, не заради да знаеме кои се христијани муслимани, Апсолутно. туку затоа што има хасаб и халал стандарди. Секој инвеститор кој ќе сака да инвестира во држава, сака да знае колку луѓе се таа негова маса на луѓе кај што ќе понуди производи што користат халал стандарди. Дали му се исплаќа да отвори фабрика, ако има значителен број на луѓе кои што користат, Збориме за или развојот и исто нормално или ќе податоци што се увезва, потребни ќе за увезва развој. во Апсолутно, државата Милевски. производи. Значи за Јас тоа треба да се прашувам, знаат христијани, зошто не се муслимани, а презедоа не мерки ние ќе се од ваша тепаме страна ние како христијанска власт? војна. Значи, Прашањето ми е зошто вие како власт не презедовте чекор Ама за се да оставите ми уверите мислата да за си ја да може завршам. заедно да ова што го Значи, зборите е она што јас не го се зборам. попишуваат само македонци и албанци, се попишува колку луѓе живеат во државата. Така резиденти. Дали во некое село има луѓе или нема, зошто? Например, во некои албански средини, навистина се големи села 4000 жители, вика кај нас слабо се инвестира, а инвестирате во село со 10 луѓе, а нас не оставате без вода. Ама тоа пописот ќе каже кое село колку има, бидејќи виртуелно, ние сега кога правевме за Дали ќе специфични даде подрачја, реалната слика Милевски, сега кога тоа е зборувавме за прашањето. специфични подрачја, баш на Совет Рамиз Мерко се изреагира, вика овие 30% од овие села нема ни еден жител, ама по статистика таму и вика живеат луѓе. Јас не можам да ги тргнам од пописната листа на специфични, затоа што по статистика од пред 20 години таму има луѓе. И сега нас многу ни е битно не македонци и албанци колку има заради 20%, нас ни е битно за економскиот развој на државата. Кога гледаме степен на развиеност на плански региони, ние гледаме колку жители има, која е економската сила, кои се стопански субјекти и врз основа на тоа, врз критериуми, правиме степен на развиеност кој што треба сите да го почитуваме, методологија која што Милевски, сите ова треба што вие го проценти. зборите, јас го зборев. И сега пред Вие сте 20 тие години како јас имам власт лажни податоци. Што туркате политички проект од Ама, попис. Ние јас ви како кажувам дека- опозиција велиме, дајте да направиме Ама, статистичка операција. наум. Ова што вие го објаснувате, јас го објаснувам сега пред Ама, малку наум, 10 јас- минути. Вие туркате политички проект. Чекајте сега. Дали Јас треба да биде опозицијата, да речеме, зошто да не биде прифатен Јас ниту еден амандман кој што се однесуваше на сите овие забелешки што ја усно ги наредив, не ги ни читав, усно Ама, ги сега, леле, ги не можам наредив да затоа кажам што од вас. се вистински Значи проблеми. јас на седница на влада Заев самиот каже, јас сум да му се помогне на мислам да се удоволи барањето на мостицијата за фингерпринт, ама дали ќе стигнеме? Сега ако е целта да се одложи процесот, јас не сум за одлагање.
Ама зошто лани не рековте фингерпринт? Сега Како не најдовте рековме? 3 месеци. Како не е речено? И лани е речено, Милевски. Ама кога лани во 31 декември не е така. Лани е кажано исто. Вие правевте попис, зошто со фингерпринт не направивте? Кај сега ви текна кога Не со ни позиција текна сега, како фингерпринт? сега ни текна. Зошто не се попишавте тогаш со фингерпринт? Правевте попис Ама пред сега некоја година. пазаланскиот снег ќе ја фаќаме Ама за не тоа е што пазаланскиот сега снег. видите сега, ви се допаѓаат ставовите на опозицијата како министер кои што сте за во власта на Зоран Заев, сега некако не ви иде да ги направите, сега ајде зашто вие не ги Ама направите не, со фингерпринт? јас ви реков супер фингер. Ама зошто не го спрове? Сега ви текна секој ќе сто некој кој ќе Имаше опозиција. фингерпринт не, и 2011 кој ќе се опозиција година. не паметни саме. Зошто тоа го Ама направи? добро сега, еве ја ме прашувам, 2011 имаше фингерпринт или колку чинеа тогаш? Или зошто не го направи ја пак 2001? И сега ќе Со викате фингерпринт. 2-1. Јас сеќам Значи, збориме за нешто- 94-та по еден беше. Еве се сеќам, Сега- брат ми бил попишувач, по еден одеа по фамилија и пописот бил реален. Сега по двајца, нека бидат Пописот и по бил двајца. реален, дали сте сигурни дека беше реален пописот? Па сега никој попис не е реален за вас. Не за Значи нас. како може ние и јас ви Не, кажам, Милевски. час поскоро треба да има попис. Ако се лажни податоците, јас се согласувам со вас. Нас не ни треба Нас лажна ни слика. треба статистичка операција. Ама дајте да тука се завршам реченицата. Тука се согласуваме. Не може да ни турате нас за нешто што вие туркате политички проект. Дајте да направиме Вие си попис земате од реален. власта. Не ни треба Вие нас торпат си фиктивен земате од попис, власта, кај што дали ние за сами ќе се економија, за лажиме локална, колку сме. за попис, за све вие си земате од А, власта, добро, кога не сте Вие- министер. На сите избори има помалци гласачи. Вика, Дали- чекај, само за... Да. И се гласачите биле разочарани низ легва. Не се запрашал некој дали тука тие живеат? Дали вие знаете како ќе влијае бројката на жители врз кредитниот рейтинг и што значи кредитниот рейтинг во однос на раст економски, GDP-то и останатото врз бројот на гласање? Дали е исто на 2 милиона, на 1.500.000? Тоа не е мала разлика. Не, Тоа е едно Јас се согласувам да има реален попис. Јас колку што знам гледам дека сите обвинувања кои што беа за влабди Бојан Маричич како министер вика не и тоа ќе има, и тоа ќе има, и тоа ќе има. И сега ние зборуваме за нешто. А зошто ќе има? Еве Методологијата не сум сега ја ги видел. ставам. Зошто не сум ја видел? Затоа што А треба да е дел од закон. Чекајте сега. Треба да На е дел од влада закон. се разгледвал закон и дошол во собрание. То јас значи сум го видел законот една недела пред вас, затоа што го прави министер за правда. Сме го разгледале на влада. Одлично. го пуштиле во Еве јас ви собрание. кажувам дека Методологијата која ќе биде методологијата изготвена секогаш била и секаде е дел од во ред, законот. во ред. Сега Методологијата. не е. Ако е лоша, ќе реагираме и како партија. Ама се не можеме На унапред да донесен речеме. закон. Ама На методологијата донесен закон. Епа методологијата, На донесен закон. ама чекајте сега. Значи затоа ви велам тоа е едно. Ама зошто било едно, кај пише дека мора да е едно. Значи чекајте сега. А Ако како е ќе смените методологијата методологијата? лоша? Како ќе смените методологијата без ова? Второ, кога ќе ги се подготвите за попис? Знаете вие колку трае таа подготовка? Епа вие правите една, сигурно знаете. Па не, еве Ама вие била правите неуспешна. сега сте многу попаметни за, затоа ајде да видиме видиме. методологијата. А Ако да ја не чини видиме, да ја кој е, кај дебатираме. мене или кај вас е Ма министер за методологијата? правда има во оваа држава. Па јас се прашувам дали има. И сега, ако не чини, да реагираме. Ама сега унапред, методологијата ќе биде заместен попис. Милевски, да се согласувам дека ако треба може да имате сериозно да ја сомнеж. водиме дебатава, Меѓутоа- ако треба сериозно, јас ви дадов 20 причини зошто не чини законот. Меѓу другото, дека изостанува методологијата. Ви спорев И нешто- вие се, ама не, ама не, ви сега ми спорев велите, нешто- па сега зошто како тоа не чини, така е на Ама ви обланда спорев нешто ставање, тоа. ма не, Јас не, ви не кажам, спорите. нас не треба Збориме- објективен попис. Збориме. И јас сум за Ма објективен, ние тоа што збориме му за смета на објективна економијата работа. пописот. Ја нема методологијата. Криењето на методологијата, одбивањето на сите Создава амандмани, сомнеж, се создава сомнеж, создава некај сомнеж. опозицијата, не се ова политички поени. Ова создава сомнеж во општеството и создава сомнеж Ама се при го вашата криете работа сомнежот, утре. ама го криете, Создава не е така. сомнеж кај меѓународните инвеститори. Создава сомнеж кај меѓународните кредитори. Ајде еден кажете што создаде сомнеж. Па не знам вие што ги донесовте овие 5 години, кажете ми еден. Не кредитори, меѓународни, кои се? А не кредитори. Значи, Како? меѓународни Па кај се кредитори, задолжувате рековте, како влада? меѓународни Кредитниот создава рейтинг го сомнеж, мерате ли? рековте кај меѓународни кредитори, кои се ти, не можеш паушално да збораме. А паушално ви Дај кажувам да како се збораме, пресметува GDP-то, како се Ама предисметува не, кредитниот создава рейтинг. сомнеш, рековте. Па Јас отвара велам, сомнеш. значи, ако методологијата нема, значи Па кај не се вас разбираме, објективно значи. може и создава сомнеш. Меѓутоа не можеме да тврдиме дека ќе биде фингиран, лажиран, без да видиме реално. И јас се согласувам, и јас ќе бидам против ако е нешто
фингирано и лажирано. Ако излезиме, Па, вие кога сте правите 3 милиони, излеговме и го поништите. Видите, учествувате во дебатава кога сте NGO, не водим Ама фактор. не е така. Не, Јас ако ви кажам- вие не сте СДСМ и сте ЛДП, ви седите Јас во сум владата, ЛДП, сте ама министер, ама учествувате што е во грешката работата на сега? владата. Па еве сега, Уште не сега е ви направена кажувам што грешката, вие како не е предупредувате, направена тоа е- грешката, носите закон со кој што закон се турка попис, а не ја знаете И што е методологијата. решение? Да нема попис, до кога? Не е да нема До попис, ја ви 2030. кажувам, па Значи единствена држава што да тоа нема е, попис. прифатете ги амандманите, вратете го законот, прифатете ги амандманите, дајте да методологијата да ја видиме, да би добие една стабилност во пописната операција во општеството, за сите потоа да искочат и да речат да, луѓе, ова е Што се попис. испреговарало, не знам, и зошто не се Па не знаете бе Милевски, јас за тоа зборам И цело зошто време. не се И направило вие консензус врз основа на по тоа, прашање? не знам, сакате да правите регионален развој, па уште и да го изедначите регионалниот развој. Врз основа на што? Па тоа е наша работа да го правиме, да вам го правиме работата, регионалниот па развој. не можете затоа што не знаете какви резултати ќе добиете. Дали ќе ви бидат валидни или не? Да, добро, Милевски, Стојковски, добро е што Пописот дојдовме до не точка, зависи бидејќи регионалниот развој, не истече ајде. и времето. Да, истече, да. Јас ви Милевски кажав, шега. ви кажав да не се задржуваме премногу на локалните теми, на тоа. Да, да. За да се расчита тука Добро, со ќе закажем и тоа. Па, да. Не, Ви- има еден прекрасен дечко што му го има лекот, оне као лексилиум за Бочварски. Ама тој требаше да оди на Се избори. вика Синиша, да, нека седне, добро. нека Има, седне со добро, него. Добро. Не, Добро. јас Во секое време, од да. Штип стално се карат со Бочварски, ми се взани Да, викат. добро, ви благодарам на двајцата за учеството во емисијата, на вас, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и довербата и останете со програмата на Телевизија 24.